имам една порака до господинот Стевананџи и господјата Кузмановска. Немаме, Димитар, никаква платформа. Денес и овие сите денови пратениците на ВМРО-ДПМН ја штитат само таа единствената платформа на ВМРО-ДПМН. Лева рака, десен джеп. Тоа е платформата која што пратениците на ВМРО-ДПМН се обидуваат овие неколку години, неколку денови да ја заштитат. Чудени колеги пратеници, гледајќи ги сите овие денови, сите овие дискусии, и како грчевито вие од ВМРО-ДПМН и вашата коалиција се борите да го заштитите криминалот на ВМРО-ДПМН, ми се врти онаа мисла во глава, која Зоран Ставревски и Гордана Јанкуловска во еден разговор, го цитирам Зоран Ставревски, вели: ние сме лудаци, ние не знаеме што правиме. А Гордана Јанкуловска во еден момент му одговара, вели: Зоране, ако вака продолжиме, еден ден сите во затвор ќе завршиме. Тоа е платформата на владење на ВМРО-ДПМН, така наречена лева рака, десен джеп. Тоа е она што вие го штитите овие денови. Трајко Велјановски и Ѓорги Иванов имаат добиено наредба од Никола Груевски. Ова е процедура. Имаат должност да ја кочат се до оној момент додека не истече законскиот рок на продолжување на обвиненијата кои што треба да ги одработи специјалното јавно обвинителство. И тоа Трајко Велјановски совршено добро знае како го да го направи. Имам чувство, чувството никогаш не ме излажало, Трајко Велјановски во овој момент подготвува ново сценарио 24 декември, кога беа исфрлени и пратениците и новинарите од оваа сала. Тоа сценарио го поддржува и Ѓорги Иванов. Тоа се случува во овој момент. Никакви платформи, ништо друго не постои. Колеги пратеници, и самите сте свесни дека до тоа не може да дојде. И теоретски да се случи, да го кочите изборот на претседател на собрание, изборот на нова влада, при евидентно мнозинство. Доволно е само овие обвиненија кои што ги има покренато специјалното јавно обвинителство, најмалку половина од извршниот комитет на ВМРО-ДПМН се соочени со казна затвор, им виси казна затвор, нормално во нормална судска процедура, најмалку од 5 до 10 години. Джабе ти е, Трајко, се ова што го правиш. Посеб 24 декември ти си должен да се надменеш себе си, да ја кажеш вистината, а јас и ти единствени бевме во 4 очи што ја знаеме вистината за 24. Благодарам. Ве замолувам уште еднаш. Благодарам. Евидентно е, завршувам, евидентно е мнозинството во ова собрание. Дајте шанс, не го кочите изборот на претседател на собрание, да избереме нова влада и Македонија да тргне во патот кон евроатлантските интеграции.